Библија често се нарекува и Свето писмо, Божие слово, Божји збор, Божја реч, Божја книга, Света книга, Свето слово и така натаму. Библијата се дели на два големи дела, Стар и Нов Завет. Стариот Завет или Танак на хебрејски се смета за света книга на евреите, додека христијаните ги сметаат за свети и Стариот и Новиот Завет. Христијаните ја изучуваат Библијата како своја нормативна книга, која дава насоки за животот. Во неа тие наоѓаат послание од Бога. Библијата од времето кога била составена па се до денес е една од најпродаваните книги на сите времиња. Според бројот на печатени примероци, Библијата е на прво место во светот според Гинис, во 5 милиарди примерока. Изворни јазици на кои е напишана Библијата се хебрејски и арамејски. Бројот на писатели на библиски книги изнесува повеќе од 40. Во однос на периодот на составување, првата книга од Библијата, Битие или Создавање, е напишана од Мојсей и е напишана измеѓу 1445 и 1405 година пред новата ера од страна на Мојсей, а последната книга од Библијата, Откровение, е напишана измеѓу 94 и 96 година во новата ера од страна на апостол Јован. Откровение. Библијата е составена од 66 книги, од кои 39 се во Стариот Завет, а 27 се од Новиот Завет. Кај проширената православна и католичка Библија во Стариот Завет има дополнителни 11 книги, така наречени деветораконски, тоест апокривни книги, додека па кај Новиот Завет бројот на книгите е ист и во православните и во католичките и во протестантските изданија на Библијата. Библијата е разнородна збирка од текстови кои настанувале во долг временски период, почнувајќи од 15 век пред нашата ера. Во Стариот Завет е опишан животот на Адам и Ева, Ное, Јов, Аврам, Исак, Јаков, Мојсей, Давид, Соломон, пророците, како и други личности. Стариот Завет представува завет на Бог со народот Израилев, дека ако ги исполнуваат заповедите Божји ќе биде народ благословен и дека тој народ ќе роди Спасителот на светот, Месијата, кој ќе биде вечен цар и неговото царство не ќе има крај, а Новиот Завет е завет на Спасителот Господ Исус Христос, дека секој што ќе поверува во него ќе живее вечно, а останатите ќе си ја добијат заслужената казна во вечниот пекол. Секој што верува дека Господ Исус Христос е вистински Бог нема да умре, но ќе има вечен живот. Стариот Завет. Канон на Стариот Завет представува корпус на канонски книги што го сочинуваат првиот и поголем дел од Светото писмо, а во која е пренесена подготовката за доаѓање на втората ипостас на Света Тројца, Господ Исус Христос во светот. Изразот Стар Завет е христијански термин што потекнува од посланието на светиот апостол Павле до коринтијаните, но умовите нивни заслепеа бидејќи и до ден денес кога се чита Стариот Завет, покривалото стои несимнато. Зошто Христос го симнува? Еврејскиот израз за завет, што во Септуагината е преведен со значење сојуз, завет и го означува сојузот склопен меѓу Бога и човек. Израилот, чијшто врвна цел била да го подготви човештвото за доаѓањето Христово. Нов Завет. Канон на Новиот Завет представува збирка на 27 боговдахнувани книги и напишани од светите апостоли, во кој се открива и исполнува Божјата икономија и домострој на спасението на човекот. Новиот Завет е уште и основа на содржина и критериуми на апостолската црква и традиција, со што се потврдува дека изворот на нејзиното богословско учење и литургијска пракса е ист
Тоа е исполнување на Стариот Завет како договор меѓу Бога и избраниот Божји народ, кој бил со временски ограничен карактер. Новиот Завет, како нов сојуз, ги открива Божјите заповеди на потполно ново ниво. Суштината е додадена преку проповедта за блажествената, но со иста цел како Стариот Завет, водење на човекот кон спасението и неговото обожување. Во Стариот Завет е опишано создавањето на светот, начинот на живење, нивните верувања, нивните сваќања на доброто и злото, начинот на однесување и така натаму. Стариот Завет е свето писмо на јудеите, евреите и христијаните. Новиот Завет го почитуваат само христијаните. Тој бил завршен во 364 година. Во него преку 4 евангелија на Матеј, Марко, Лука и Јован е прикажано раѓањето, животот, учењата, смртта и воскреснувањето на Исус Христос од Стариот Завет. Создавањето на светот. Во почетокот Бог ги создал небото и земјата. Првиот ден ги создал денот и ноќта, вториот ден копното и водата, третиот ден зеленилото и дрвјата, четвртиот звездите, сонцето и месечината, петиот сите животни и во морето и на копното и на небото. Видел дека е добро и шестиот ден нарекол да создадеме човек според нашиот образ и според подобието наше. Тој ќе владее над сите животни и над цела земја. Така и го сторил. Го направил човекот според својот лик од земјата и му вдахнал животен дух. Потоа пред него ги донел сите животни за да им даде имиња и да си избере другар кој ќе му помага во се. Но од сите животни таков не се нашол. Пак Господ му пратил на човекот тврд сон, му земал едно ребро и од него ја создал жената. Од тогаш човекот ги остава своите родители и живее со својата жена, а двајцата стануваат како еден човек. Видел Бог дека е добро тоа што го создал за 6 дена, па седмиот го благословил и осветил. Протерување од рајот. На исток, на посебно место, Господ направил рајска градина каде течеле реки и растеле дрвја. Меѓу сите убави дрвја имало две посебни. Едно дрво на животот и друго дрво на спознанието. Човекот можел да јаде плодови од сите дрвја, а освен од дрвото на спознанието, на доброто и злото. Но змијата, најитрата од сите животни, ја потикнала љубопитноста кај жената, таа не можела да издржи и пробала од забранетиот плод. Потоа му дала и на мажот. Тогаш се изменило. Тие станале свесни за својата голотија, а мажот за првпат почувствувал страф од Бога. Биле казнети и протерани од рајот. Мажот со мака да го заработува левот, а жената во маки да раѓа, а змијата вечно да ползи. Според некои преданија, Адамовото јаболко, машкиот поизразен пршлен на вратот, се создал кога мажот го пробал забранетиот плод. Каин и Авел. Адам и Ева биле првото семејство на земјата. Времето минувало и им се родиле деца. Прво синот Каин, а потоа Авел. Браќата пораснале и им помагале на родителите. Каин бил земјоделец и работел во полето, а Авел станал овчар. Една многу плодна година, тие решиле да му се заблагодарат на Бога и да му принесат дарови. Каин принел од плодовите земени, а Авел едно младо јагне. Се случило Господ милозливо да го погледне дарот на Авел, а на Каиновите дарови речиси и да не погледне. Каин го фатила силна завист и љубомора. Тој го повикал својот брат во полето и губил. Кога видел Господ што направил Каин, го протерал да биде скитник по земјата, а за никој да не го убие му ставил знак на челото. Тоа било првото братоубиство. На Ное минеле многу години и столетија, животот на земјата продолжувал, но луѓето почнале се повеќе да се оддалечуваат од Бога и да прават се полоши работи. Сепак на земјата имало еден човек кој се разликувал од другите, кој бил праведен и се викал Ное. Бог склучил сојуз со него, му кажал дека ќе ја потопи целата земја и ќе го уништи животот на неа, зашто се исполнила со зло. Ное требал да направи за себе еден огромен брод, каде ќе го смести целото семејство
и по еден чифт од сите животни и птици и голема резерва храна да земе со себе. Ној направил како што му заповедал Господ и тогаш започнале големите дождови кои траеле 40 дена и 40 ноќи и ја потопиле цела земја. Откако изминале тие денови, бродот пловел уште многу време. По 40 дена Ној пуштил гавран кој одлетувал и долетувал додека не се појавило копното. Потоа тој пуштил гулоб, но тој не нашол сува земја и се вратил. По 7 дена кога Ное повторно го пуштил гулобот, тој се вратил со маслиново гранче во клунот. Ное излегол од бродот и му принело жртви на Бога за благодарноста. Тогаш Господ рекол дека повеќе нема да ја уништува земјата со потоп и како завет за кажаното го направил Божилакот, виножитото. Од тогаш Божилакот е знак за сојуз меѓу земјата и Господ. Вавилонска кула. Минале векови, луѓето се раселиле по цела земја, но зборувале на исти јазик. Тогаш тие решиле да создаваат нешто големо, да си изградат град и во него огромна кула, висока до небото, за да си го овековечат името и да бидат поблиску до Бога. Но кога Господ им ги измешал јазиците за да не се разбираат еден со друг, па не можеле да ја довршат својата градба, луѓето ги растурил по цела земја. На градот му дале име Вавилон.